Ние ќе искористиме приликата да го прашаме инженер агроном Ванчо Гицов, директор на земјоделскиот комбинат Кочанско поле од Кочани. Воедно, другиот Гицов е председател на деловниот одбор за промет со ориз во Република Македонија. Другиот Гицов, колку очекуваме вкупно ориз да добиеме годинава и од кој површини? Па ние во Кочанска општина имаме негде засадено околу 6000 хектари, од кои очекуваме да добиеме принос околу 30.000 тона. Или, ако земеме за Републиката, се планира да се засадат и се засејани 8300 хектара, или очекуваме производство за 41.500 тона. Тоа значи дека од прошлата година за некој процент имаме помало производство. Во таа количина е ради тоа што оваа година нешто имаме провлечена вегетација и приносите за малку ќе ни бидат намалени. Инаку, ние, како што рековте и вие, жетвата е во полн ек, каде са уклучени негде околу 60 комбања од сите организации, каде и комбинатот учествува со 15 своји комбањи. Во Кочанската котлина, површините под оризовата култура повеќе од 90% се во индивидуален посед. Стручната служба за развој на индивидуалното земјоделство и овде има голема заслуга за модернизирање на ова за нас значајно производство. Во екот на жетвата во Кочанското поле и стручниците на оваа служба ги најдовме меѓу жетварите да помогнат и ги видат резултатите од својата работа. Ние поведовме краток разговор со инженер Јовица Николич и земјоделците од овој крај. Станицата за унапредување на индивидуално земјоделство во Кочани им помага на индивидуалните производителите преку субвенционирање на квалитетен семенски материјал и преку давање на нови сорти. Имено, ние се договорихме со Институтот за ориз и работните организации да производство на прва семенска репродукција добиена од оригинално семе иде во индивидуален сектор. Така да секоја година индивидуални производителите добијат квалитетен семенски материјал, а познато е да семенски материјал е основан као, мислим, покрај другите оние агромерки е една од тие за првостепено значење за добијање на високи приноси. Покрај семето, секако вие работите и на унапредување и усовршување на агротехничките мерки кои што се неопходни во оризопроизводството. Тука што сте постигнале? Па видите, во однос на агротехнички мерки, ние секоја година вршиме агрохемиски испитувања на почвите. Така да индивидуалните производители за одредени полиња знаат колку вештачки ѓубрива да употребат. И кои ѓубрива? И кои, да, азотни, фосфорни и калиеви. Ние имавме досега една ситуација да се многу троши азотни ѓубрива. Меѓутоа, сега со овие анализи се знае колку треба фосфор, колку калиум, колку оризова култура и знаш колку треба да се, значи што сметам да е една голема придобивка за индивидуалните производители и еден успех станицата, институтот и работни организации. Мислим да е едно мобилно стање во општина Кочани и било тоа да е во индивидуален сектор или пак во работните организации. Некои проблеми да се јавуваат во врска со жетвата, со прибирањето на оризот? Па не би рекол да има некои посебни проблеми, меѓутоа се јавуваат проблеми во индивидуални производители не знаат уште колку би била таа откупна цена на оризова арпа, стално прашаат. Се уште не е утврдена? Па она е утврдена со службен лист на СФР колка е таа откупна цена. Меѓутоа тоа на минатогодишното ниво е? Да, тоа е на минатогодишно ниво и сметаме да тоа не е економска цена, ни цена која одговара на оризопроизводителите и на работни организации. Во меѓувреме, откако ги снимивме овие разговори, групацијата за ориз на својата седница која се одржа деновиве во селото Зрновци усвои нови амасни цени и тоа за арпата 830, а за белиот ориз 1370 стари динари и на тој начин делумно се ублажи расчекорот помеѓу економската, производна и продажна цена.
По наше мислење, а и од консултациите што ги вршевме со стручњаците за производство на ориз, постојат големи можности цената на чинење на оризот да се намали, покачувајќи ја продуктивноста на трудот и воопшто со осовременување на технолошкиот процес, измена на сортниот состав со нови висококвалитетни и родни сорти. Измената на откупната политика на оризот и утврдување на цени по квалитетни групи, заедно со горе споменатите мерки по наше мислење, ќе внесе нови содржини и подем за подоходно производство на ориз. Жетвата почна. Колку површина имате вие? Која ли? Имам 20 декара. Колку очекуваш да добиеш принос? Принос да тука може да има и 700, а може да има и 500. Килограм арпа по декар? Арпа, да. И од двата декари? Од двата декара може да биде највеќе до 600. 600. Да. Имаш некакви проблеми во врска со пласирањето на арпата, со продавањето? Ја откупуват ли на време? Пари добиваш ли на време? Откупуват, добиваме пари. Жито ориз. Задоволен си со цената, откупната цена? Сега не знаеме за цената, што како, на ланската цена не сме задоволни. Оти се поскапо, и водна заедница е поскапа, мислиме и даноко да е поскап, и аргати што фаќаме на плевење, чистење се поскапи. Ота ланската година е поланската. Некакви проблеми други во врска со производството на ориз имаш ли? Знаеш ли да произведуваш ориз добро за да добиеш висок принос? Или чувствуваш некаква потреба? Јас сум од дете земјоделец, јас сум 65 години. Редовен земјоделец. Дали си задоволен од овие сорти што ги имаш? Дали се добри тие? Задоволен си. Зашто сте задоволни? Затоа што многу раѓат? Што многу раѓат, од порано од другите години, некои семиња останува многу позелени. Да. Некои семиња и паѓаа, али овие семиња дека тоа може да кажем се добри. Овие зреат на време. Зреат, да. Тоа не ќарам, оти точно тоа. Зашто вие балдо не го сеете? Балдо е висококвалитетна сорта. Зашто одите на Монтичели? Балдо, ја ќе ви кажам за тоа. Балдо имаше 5-3 години се појави тоа балдо. Да. Јас дека посејаха колку 10 кила. Да. Едно ќоше на нива за да испробам. Од тие балдо, ако биде хубава година, да, топла, он ќе биде плодороден многу. Али ако биде дожиляв, на балдото листо избегат горе у класто, да, и му држат ценќа, балдото не може да уздрее. Затоа ја го уништих тоа семе. А дали треба за балдото повеќе да се знае од како за Монтичели и овие другиве маратели, другиве сорти што ги имате вие? На балдото само колку ќе му биде времето. Ако биде топла година, он ќе биде. Ако биде дожиљаво, ово време, малку пред еден месец кога имаше веше, балдото не успева. Бара ли повеќе ѓубре или заштита? Он треба малку ѓубре повеќе, затоа што висок не иде толку. Он е понисок, јака му стрнта на него. Али само едино него семе за тоа што на него му листо бега горе у класто, држа му сенки. Јако е дожиљаво, он не може да уздрее. Многу малку напуштиме. Искуството во производството на ориз, како впрочем и во целото земјоделско производство, е за почитување. Меѓутоа, науката кај нас и во светот со брзи чекори оди напред и таа треба да се следи еднакво од производителите и стручњаците, за да може да произведуваме многу, квалитетно и при тоа ефтино, односно производството да ни биде доходно. Се наоѓаме на опитното поле на Институтот за ориз од Кочани, во парцелата каде што се интродукувани мноштво сорти од Европа, од целиот свет. Другарот Јордан Зафировски, инженер агроном, специјалист по семепроизводство, стручњак на овој институт, ќе го замолиме да ни каже колку сорти имате овде во оваа колекција? Во колекциониот матичник имаме некаде околу 150 сорти. Од тоа околу 140 сорти се интродуирани од Европа и од светот, а 10 сорти се наши собствени и од домашна популација. Тоа се сорти, стари местни сорти. Другар Зафировски, вие работите на унапредувањето на оризопроизводството, особено во смисол на изнаоѓање нови сортимент. Меѓутоа сортите во широка практика тешко се менуваат.
Ние произведуваме во главном во Кочанско сорти кои што не се многу продуктивни. Поточно се со одреден квалитет кој што не е многу ценет во светот денеска и во Европа. Ние упорно одиме на производство на таквите сорти. Зашто тешко се прихваќат новиот сортимент од страна на производителите во Кочанско? Во Институтот за Орис, односно во колекциониот матичник на Институтот, има сорти за сите потреби на сите земјоделски производители. Меѓутоа, конкретно во производни услови се прифаќаат сортите кои се продуктивни, а уедно и тоа се сорти кои се послабо квалитетни. Прифаќањето на квалитетните сорти е од аспект на тоа што земјоделците не се неадекватно наградени ради тоа што по килограм арпа добиват иста цена и за квалитетни и неквалитетни сорти орис. Значи сметате дека е тоа основната причина? Углавном тоа е основната причина, меѓутоа и специфичноста во одгледувањето на квалитетните сорти наидува особено у приватниот сектор на проблеми. Треба малце помарливо нивно одгледување у текот на вегетацијата. Поголемо знаење, поголема стручност, поголема што би рекле. стручност секако за одгледувањето на овие квалитетни сорти. Вашиот институт колку сорти веќе има признато? Нашиот институт има признато 6 сорти кои се признаени, односно одобрени. Дали се тие во широка практика? Углавном сортата Монтичели моментално е застапена негде околу 90%, односно 80% да не претерам. Другите сорти се застапени на многу мали површини. И водеча сорта е моментално Монтичели. Но тоа не е ваша сорта? Тоа е интродуирана сорта, меѓутоа 10% од површините отпаѓаат на и номер 69, тоа е собствена селекција на институтот од покойни професор Бабанов. Покрај изборот на сортата и квалитетното семе, во оризопроизводството борбата со плевелите завзема значајно место во технолошкиот процес во одгледувањето на ориз. Го замоливме за разговор магистерот Бранко Балтовски, специјалист за борба со плевели, да ни каже за најновите научни сознанија кои денес се применуваат во оваа област. Самата специфика на одгледување на оризот налага интензивна заштита ради тоа што и коровите се интензивно развиваат. Како што се гледа и на самата фотографија овде, кај нас се застапени корови од фамилијата на Ехиноклоа, Паникум. Многу такви ги имаме. И против сите нив ние мораме да се бориме малку поорганизирано да го избегнеме мулкотрпното плевење кое со години се применувало кај нас. Со опити во текот на оваа година потврдивме едно искуство од другите земји кои подалеко отишли во хемијата во сузбивањето на плевелите кај оризот, дека сузбивањето кај оризот треба да се извршува пред сеидбата, пред поникнувањето и тоа на плевели кои ќе поникнат покасно, за кои ние сега употребуваме две прскања, едно пред никнење и едно после никнење. Ние извршуваме сузбивање на сите плевели само со едно прскање. Овие хербициди во текот на наредната година треба да се потврдат на поширок план. Веројатно стопанските организации ќе бидат тие кои први ќе ги прифатат, бидејќи они најавуваат за тоа еден интерес и ние веќе сме во договор со нив и веруваме дека таа мерка ќе даде уште еден чекор напред во оризопроизводството, во осовременување на тој процес производство на ориз. Значи, можат оризопроизводителите да очекуваат во следната сезона новина и во оваа област, и во овој смисол? Се надеваме дека тоа ќе биде една прилично голема новина за нашите оризопроизводители, бидејќи ќе им олесниме и на нив во производниот процес и во економскиот поглед, бидејќи заштитата во секој случај ќе биде поевтина. Југословенското тржиште го задоволуваме со домашен ориз, исклучиво Македонија произведува во нашата држава, тоа е негде од 45 до 50%. Останатото е увоз и тоа во главном бел ориз. Добро, другар Гецовски, ние постојано градиме нови капацитети за љуштење, за доработка на оризот.
додека површините се тие или незначително растат, производството вкупно исто така незначително расти. Како сметате да бидат користени овие капацитети, за кои ние големи инвестициони средства вложуваме, би рекол национални инвестиции се тие? Па ја да почнем од таму што вие застанавте. Да речеме капацитети. Ние моментално градиме еден доста голем капацитет во соинвеститорство со жито ориз Кочани, фабрика за витаминизиран ориз, детска храна и тоа е параболет, така наречен витаминизиран ориз. Тоа е инвестиција од 20 кусур милиарди, а ние со постоеќите капацитети кои ги имаме, не ги задоволуваме со сировина ни 50%. Како ќе ги решаваме овие? Па овие работи сметаме да имаме веќе наши барања, да пред републичките и савезните органи настапеме со барање да ни дозволат недостатокот на ориз, што е да не биде во бел ориз, него да биде во оризова арпа, како би могле капацитетите да ги искористиме и како би могле да се тоа уедначи и да се знае на тржиштето кој настапува, со какви количини и да не се јавуваат тие дефицити од време на време или едни на други да сметаме, да речеме. Значи да увезуваме суровина или полусуровина за да ја доработуваме, да и ние да ја пласираме. Тоа е едниот начин за недостатокот. Другиот начин ние, што ни најважен фактор, да зголемуваме површините. Ние бар така сме зацртали и на ниво на групација и на ниво на оризопроизводители, да до 80, односно 85 година бар поминеме тај фамозен процент од 50%, да биде нешто поголем процентот од сопствени површини, од сопствено производство, што би значило да намалување на увозните количини, а се зголемат домашните. Познато ми е дека некои прометни организации од Социјалистичка република Словенија внесуваат ориз, го дават тука на доработка во нашите љуштари и потоа повторно тие го пласират. Дали на овај начин што вие барате да бидете единствени прометници со овај производ, би се решило и ова прашање? Па, видите, не е баш така што викате дека овие увезуваат некој ориз. Напротив, они имат некои желби и ние имаме слушнато, баш точно не знаеме и ние, меѓутоа имаме слушнато дека они сакат во кооперација со некои земји да произведуваат ориз и таа оризова арпа да се кај нив донаса, да направат капацитети и преко тие нивни капацитети да тај ориз го доработуваат, финализират и го нудат на југословенското тржиште, односно и надвор од него. Ние сметаме дека не би требало такви експерименти да се прават и да се дозволуват, напротив, би требало тоа да се усмере на нашето подрачје. Ние од вај каде сме оризопроизводители, од што се вика од секогаш и сметаме дека тоа нам ни припаѓа и треба ние да го тоа земеме, а веќе и нешто имаме и на тоа поле што сакаме во кооперација со нашите комшии Грција да произведуваат ориз за нас и ние тие количини да ги тука доработуваме и преработуваме. Начални согласија има веќе и со тоа, а што ќе биде, како ќе биде, ќе видиме, времето ќе ни каже